Здраво, здраво на сите, како што не гледате во иста постава, јас и Зоки, Евротип спортски облажувалници, знаете дека е време за емисијата Се кладиме. Зоки, пред се морам да ти честитам за претходниот погоден точен резултат. Значи 1-1, јас играв 1-2, игравме на Манчестер Ливерпул, да. Не беше лесно, бидејќи Ливерпул изравни во самиот финиш. Да. Беше 1-0 до 80 и некоја минута, така да... Па јас дури 1-2, али ништо, тоа е тоа. Ајде. Многу ми типува на Ливерпул, бидејќи беше фаворит, но реков вакви надпревари апсолутно небитна е табелата, формата, тоа е ривалство кое трае со векови, така да неизвестно е до крај. Тука не е лесно да се прогнозира. Честењето ќе го одложиме за некоја наредна емисија и со мезе со пијачка, па ќе видиме кој ќе ја плати сметката. Уште не седавам, ќе видиме, има време. Не заборавајте дека веќе заврши четвртата етапа на нашата наградна игра Евро шанса за 100.000 денари. Веќе во тек е петтата етапа, последниот добитник е од Битола, со здравје си ги трошиш парите, пријателе мој. Ајде да почнеме. Лига на шампиони, повели. Па да, зад нас е 3 интензивни дена со европските купови. Лигата на шампионите не донесе изненадувања за играчите на обложувалници, но имаше многу тешки надпревари. Например, Барса тешко победи во Чешка, Реал тешко победи против Галатасара, Јуве едва во финишот против Локомотив Москва. Така да големите екипи имаа проблеми овај пат. Можеби Манчестер Сити беше убедлив, Ливерпул беше убедлив. Се уште сме во фаза на групи, на калкулации, екипите имаат право на по една грешка, но мислам дека скоро сите фаворити ќе ја поминат групата и нема да имаат сериозни проблеми, така да напролет кога ќе се искристализираат оние 16, ќе ги гледаме најдобрите. Интер Борусија Дортмунд веројатно беше најизедначениот меч, Интер победи со 2-0 и сега е многу густо тука во нивната меѓусебна трка за второто место за Барселона. Многу работи ќе зависат од мечот во Германија за 2 недели. Ако тука има победник, тој победник ќе биде блиску до нокаут фазата. Така. Добро. Ајде да видиме да направиме еден тикет. Ајде, сега повторно имаме голема понуда. Националните првенства пак имаат големи дерби надпревари. Да, билтенот е се подебел и има доста работи што да се играт. Ние направивме еден тикет, претходно се консултиравме, значи да видиме да играме. Ајде да направиме едно добитно. Цело време не критикуваат како не сте добитни, да играме обратно или не знам. Ајде окей, добитен да видиме. Ајде баш. Значи играме Спортинг Виторија Гимареш. Спортинг е еден од трите гиганти на португалскиот фудбал. Таму игра еден македонски репрезентативец Стефан Ристовски. Игра оваа сезона многу променливо, меѓутоа во споредба со Виторија Гимареш има посилен играчки кадар, а Виторија Гимареш игра и во Лига Европа, така да силниот ритм надпревари, 3 надпревари во една недела, четврток, недела, не може така лесно да го преброди, додека пак Спортинг е нешто поискусен и типувам на победа на Спортинг. Да, одиме на конечни тип. Конечен тип, мисли, че 1.85 е коефициентот, супер коефициент. Одличен коефициент за Спортинг. Да, мислам дека Спортинг против малите тимови во Португалија. Дженова Бреша? Дженова е еден тим каде што има македонец, Горан Пандев. Дженова оваа недела го смени тренерот, играше многу променливо. Чим губат, тренер се менува. Прва жртва е тренерот, значи полесно да се смени тренерот колку 20 играчи, така да. Да, јасно. Дженова има нов тренер, загуби од Парма 5-1, тоа беше алармна криза уште минатиот викенд. Дојде Тиаго Мота, еден млад стручњак, прва работа му е во кариерата, а со Пандев добро се знае бидејќи заедно играа во Интер. Велат дека кога ќе дојде нов тренер, сите сакаат да дадат еден позитивен импулс, да се докажат пред новиот Колмилар уште на стартот, а Бреша е идеален противник тоа да направи Дженова, така да мислам дека Дженова е фаворит и квотата 2 за победа на домашната екипа е примамлива, влече, така да типувам на победа на Дженова. Одиме кец и тука. Волсбург, Аусбург, кај германците, 1.70 е коефициент за Волсбург, јас се мислам дека Волсбург на... Да, исто така одличен коефициент, Волсбург е поквалитетна екипа од Аусбург, иако за разлика од Аусбург играше во четвртокот Лига Европа, додека пак Аусбург цела недела одмараше. Тоа не е за занемарување, но веќе стигна во недела, значи има доволно време за рекуперација. Волсбург е екипа која што тешко губи сезонава, има одличен тренер, добри засилувања, ми се чини дека ќе изобилува со голови овој надпревар и дека Волсбург на крајот ќе се радува. Велиш да типуваме кец, чист. Тип 1. Ама и цело време 2+ или 3+, нешто ми се врти, ама... Да, во Германија реков надпреварите да се богати со голови, Волсбург е екипа која што игра со голови, така да тука може да се надогади некогаш. Ајде играме кец и 3+. Може. Ајде да видиме дали ќе паднат голови. Лион Мец.
Лион е гиганта францускиот Тука нема голови сигурно, тука ќе Да, во тешко, Франција се помалку голови, меѓутоа ова е прилично известен меч, бидејќи Лион е голем фаворит. Со новиот тренер Руди Гарсија одигра само 0-0 минатиот викенд против Дижон, па загуби Лига шампиони од Бенфика. Му доаѓа идеален противник да забележи првата победа. Лион е многу поквалитетен од Мец. Коефициентот е 1,5. Да не беше овој турбулентен период во кој што го смени тренерот и се сочува со криза, ќе беше уште поизвестно дека ќе победи, коефициентот веројатно ќе беше помал. Мислам дека Лион Да. прилично лесно ќе го добие Мец. Одиме кет Севилја Гетафе. Последниот надпревар кој ќе го планираме. Значи, еве одбравме да надпревари од шпанското првенство, два тима кои што играат во Лига Европа, Севилја која што има поквалитетен играчки кадар, која што е еден од најдобрите домакини во лигата, иако Хетафе минатата сезона беше подобро класифициран од Севилја и тоа беше една мртва трка до крај за места во Лига Европа. Типувам на победа на Севилја, гледав како играа вчера против Дуделанш, тренерот заштеди скоро цела екипа, противникот од Луксембург му дозволуваше да игра и со Б тим и да победи. За разлика од Хетафе кој што се мачеше против Базел и не успеа да победи, типувам победа на Севилја во надпревар со голови. Тип 1, Тип 1 1,85 е коефициентот, одиме на чист кец. Одиме на чист. Еве на домашните екипи на сите 5 домакини им веруваме, така да. Да, чист кец. единици, Ова е нашиот тикет. Да. И да видиме уште предизвикот од Евротип спортски облажувалници што ни го дава. Тоа Пак него е дерби, имаме дерби. Да, Ливерпул Тотенхем. Точен резултат. Значи, Ливерпул и Тотенхем. ако и ова го погодиш, значи ќе почнеме пак на нешто на фаули да играме. Ливерпул Тотенхем во мај играа финале на Лигата на шампионите, така да ова е прв нивни меч по тоа финале кој заврши со победа на Ливерпул од 2-0. По мене заслужена победа, иако многу контроверзен беше пеналот во втората минута по кој што се отвори резултатот. Сега Ливерпул е во многу подобра форма од Тотенхем. Значи Тотенхем е екипа во криза, да не беше победата против Црвена звезда од 5-0 Да. во вторникот. Тие можеби ќе размислува и за тренерска смена. Но пак ќе Добро, речем, може да се во залет. ќе речем дека После победата. овој тип на надпревари не мора да значи формата и табелата. Ливерпул има двојно повеќе бодови од Тотенхем, но јас мислам дека ќе му биде многу тешко да го победи Тотенхем во овој надпревар. Малку недумица ми е присуството на вториот голман на Тотенхем, кој што не е таа гаранција како првиот Лорис кој што е повреден. Блага предност ќе На додам Ливерпул. на Ливерпул, меѓутоа кога се типува конечен резултат, сепак мислам дека пак ќе биде 1-1. 1-1, а? Да. 1-1. Што велиш ти? Јас играв 1-2. За Ливерпул. Да. Па ти играм сега 2-1. За Ливерпул. Да. Па и да видим дали ги се Многу мала е разликата и јас исто размислував за 2-1 како опција. Ливерпул е поквалитетна екипа, но овие надпревари се многу тешки. Например, минатата година заврши 2-1 со гол во 95-та за Ливерпул. Окей, тоа е нашиот тикет, ова е нашиот предизвик. Не заборавајте вие да играте за нашата наградна игра 11 евро шанси за 100.000 денари. Исто така не заборавајте да присуствувате во спорт кафињата на Евротип спортски облажувалници, имаме организирано гледање, значи не гледајте дома сами, гледајте во Евротип. Тоа е забавно, знаете, Да. забавно, да. Тоа е тоа, се гледаме следната недела. Важи Ти сега. посакувам среќа и јас сами од себе си посакувам. Ајде, Фала ви, се гледаме. посакувам и вас среќа. Поздрав.